Продолжението од денешната седница на Државната изборна комисија почна пред малку по неколку часовна пауза, бидејќи се чека членовите на избирачкиот одбор од избирачкото место 2011 од село Теарце во 6-та изборна единица. Тие пред малку почнаа да ги даваат своите изјави за тоа што се случувало на изборниот ден околу спорното ливче за кое што во приговорот Социјалдемократскиот сојуз на Македонија тврди дека било користено за изборна манипулација, додека од друга страна дел од членовите на Државната изборна комисија велат дека станува збор за невнимание и дека ливчето било скинато од кочанот со гласачки ливчиња заедно со делот на кој што е впишан серискиот број на гласачкото ливче. Се прегледуваше претходно и избирачкиот доверлив и недоверлив материјал од ова избирачко место со цел да се утврди каква е фактичката состојба и дали би имало евентуално потреба од тоа да се донесе одлука за прегласување на ова избирачко место, како што во приговорот бара Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Инаку во првиот дел од оваа денешна седница, која што почна со 2 часа за доснување, беше закажана за 11, почна во 1 часот, имаше жестока дебата околу тоа што се случувало на изборниот ден во Теарце. Да погледнеме дел од оваа расправа. Представникот на подносителот на листата, ако има забелешки, се забележува. И на крај се подпише. Ова е тој фамозен образец 15. Дали местото е најдено исто како што е ставено претходно? Така. Ако одиме поред, не сакам да се упуштам во расправа, затоа што веќе ги имавме овие избирачкиот одбор и имаме утврдување на ситуација, нема да одложам многу, до ситуација дека не постои така наречен бугарски воз. Се отвори прашањето дали е нарушена тајноста на гласање. Све друго, ако одиме во друга насока, мислам дека уште повише, фактички ние како Државна изборна комисија превзеаме вина дека на веќе утврдени факти, докази, на веќе аудио снимки и записници од сослушување на избирачкиот одбор и председателот на Општинска изборна комисија Теарце, се враќаме назад, процесот го враќаме назад. Ја не знам како стигна. Значи, остана дилема. Дали е нарушена тајноста на гласањето во однос на гласачкото ливче кој е откинато со серискиот број. Ако сакаме да видиме навистина орган на висина, ова треба да утврдиме. А не да се упуштаме се, не отвориме кутии. Ја бев против отварање на кутии. Затоа што согласно со ставените записи, бев убеден дека нема грешка. Никој во оваа земја не може да знае, камоли пак СДСМ, кој сериски број има било кое гласачко ливче за во приговорот Социјалдемократскиот сојуз. Приговорот е од Социјалдемократскиот сојуз и во приговорот пишува дека гласачко ливче со број 15 34 020 недостасува. Ниедно гласачко ливче во Република Македонија нема сериски број. Вие се подсмевавте на мене дека кажувам дека кочан со сериски број 15 34 20 недостасува. Тоа е напишано во забелешката од заменикот член госпоѓата Христина Трипуновска, која вели дека потоа кочанот заедно со гласачкото ливче е најден во материјалот. За јавноста да и биде јасно дека гласачко ливче со ваков број како што вели Социјалдемократскиот сојуз не може да постои, овој навод од приговорот на Социјалдемократскиот сојуз е неоснован, неточен, затоа што не постои гласачко ливче во државата со сериски број и затоа се и овој навод може да кажам дека воопшто не е точен.
Да, ова е последниот од 16 приговори кои што беа доставени до Државната изборна комисија по 8 од движењето БЕСА и 8 од Социјалдемократскиот сојуз. Членовите одбија 7 од приговорите на БЕСА, 1 прифатија. СДСМ повлече 2, ова е 6-тиот за кој што се разгледува, а претходните беа одбиени. Партиите имаат право на тужба до управниот суд за одлуките донесени од Државната изборна комисија. Инаку во текот на денешниот ден, додека траеше седницата на Државната изборна комисија пред зградата, овдека беа насобрани голем број на граѓани кои што сметаат дека не треба победата на ВМРО, ДПМН и изразената волја на граѓаните на изборите в неделата да биде променета на маса, бидејќи сметаат дека некои од одлуките на ДИК се незаконски и надвор од дадениот рок. Зборува граѓаните овдека, снимавме дел од нив, говореа и неколку говорници кои упатија пораки дека волјата на граѓаните мора да биде почитувана. Да слушнеме дел од говорите и изјавите. Камења, фарба споменици, ја уништува нашата култура и историја, го уништува нашиот идентитет, македонскиот идентитет, а сега коментираат зошто граѓаните излегле на мирни протести, да ја одбранат својата волја, да ја ги одбранат своите резултати. Нема да дозволиме. Доста беше понижување. Доста беше уништување на Република Македонија со разни сценарија. Не може некоја си дума горе да ја решава работата за Македонија. Народот одлучи. Груевски е премиер. Овие луѓе не се честни луѓе. Второ, не живеат со потребите и желбите на својот собствен народ. А во негово име, ова е наша комисија, во негово име, во името на нас сите, одлучува за една единствена партија која плаќа и преплатила гласови, па добила толку гласови, за да мисли дека ќе може со прегласување, со одзимање на некои на добиените позиции како овие како делегати, како пратеници, да може да и префрли од еди кој си корпус во неговиот корпус, па и така да дојде како шанса последна му е тоа да искористи, па да се устоличи во името на народот. Од 90-та година беа против формирање на самостојна Македонија и до денес не се променија. Ние тврдокорните, основачите, бранителите, нема да дозволиме никој да се поигрува со трпението на македонскиот народ. И порачувам на западните мешетари, нека не се игра со трпението на ВМРО ДПМН. Нека не се игра со нас тврдокорните. Ако почнеме, нема враќање назад више. Доста трпевме. Тања, седницата на Државната изборна комисија продолжува. Ние остануваме овде да следиме расправата и да ја информираме подоцна за донесеното решение.